Без проблеми и успешна организација помина матурата во Штип. Оваа година во августовскиот рок беа пријавени 50 ученика од 11 градови од југоисточниот регион, а се полагаше македонски и англиски јазик и изборен предмет. При тоа полагањето се одвиваше без никакви инциденти, што беше резултат на добро координираната подготовка и новиот поедноставен начин на организација. Резултатите се очекуваат наскоро и како што истакна директорката на Средното општинско училиште Колен Ехтенин Јованка Шалева, учениците кои не успеале да положат матура во јунскиот рок ќе имаат брзо финализирани оценки. Според насоките на Државниот испитен центар, оваа година во августовскиот испитен рок матурата се полага во Штип за градовите од југоисточниот регион. Во понеделникот се полагаше предметот македонски јазик и литература и беа пријавено вкупно 50 ученика. Денеска се полага англиски јазик и другиот изборен предмет и полагаат вкупно 30 ученика од 11 града. Полагањето помине во најдобар ред. Се полагаше во просториите на кампус 2, амфитеатарот 3 и 4 и се покажа дека овој начин на полагање на матура е многу полесен во однос на организацијата, немаше никакви проблеми, а се надеваме дека ќе бидат многу брзо резултатите, бидејќи станува збор за многу мал број ученици кои што не положиле во јунскиот испитен рок. Најголем дел од учениците кои полагаат државна матура во последниот рок се вонредни ученици, потенцираше Шалева. Додаде дека има и многу мал дел кои што не успеале минатите години да положат. Најголемиот дел од учениците што полагаат од Колен Ехтенин се всушност вонредни ученици. Знаете дека тие се во работен однос, па најверојатно голем дел од нив не успеа да се појават во јунскиот испитен рок и сега ја користат својата втора можност. Дали полагаат и луѓе кои што претходните години не успеале да положат, да сега доваѓаат? Секако дека има и такви, меѓутоа тоа е многу мал број. Инаку од следната недела на 21 август учениците кои не успеале да се запишат во јунскиот уписен рок ќе имаат можност повторно да се пријават во училиштата. Во текот на целиот ден ќе биде електронското пријавување, а на 22 август од 10 часот наутро ќе бидат истакнети конечните листи.